Хей, Пандамониум радио шоу број 52. Здраво и добро дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче и Кейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надам дека сте добро. Одлична недела. Бевме у Амок, си поминавме топ. Направивме многу убав муабет. Се вративме после долго време. Радио емисија. Музика, зборење, интро, аутро, песни кои што мислиме дека го зацементираа барем овој период од која што од последниот пат кога бевме таму. Брат, мислам дека да можеше да трае уште некој саат и пол. Уште почна онака ќе се разборевме и ќе пуштевме дел од другата селекција која не успеавме да ја ставиме. Али се на се сватив дека многу ми фали тој формат кај што стварно може да пуштиме музика и да збориме за неа одма после неа или пред неа да ја најавиме, да има се многу поише смисла. Јас си поминав многу убаво, се надам дека ти си помина добро. Исто, феноменално, многу одличен вајб. Тука беа луѓето околу нас, дојдоа цела Visionary Records екипа, имаше други луѓе исто така, Шуршац екипа да беше тука, Денис беше тука, Оги беше тука. Така да мислам дека имаше многу убави луѓе, по една пијачка, две, кафенце, убав ден. Топ беше. И тоа ако што велиш, тој формат, например, сигурен сум дека тебе поише ти фали, ама мене ми фали, например, бидејќи прво искуство ми беше од првата сезона како почнавме. И некако од кога се навикнав на тоа и овде се префрливме малце поинаку чувството и не можам да го објаснам тоа на луѓе бидејќи кога имаш музика, кога ја пушташ, кога ја селектираш и кога збориш за неа, е сосема поинаку него ли сега да збориме на знаеш како не се ни спремаме, ама пак се например унапред определени некои теми за кои што би збореле, би ги споделиле нашите мислења. Таму е некако поинаку, ќе се дешаваа ствари ја да немам слушано музика што ти ја спремаш или обратно и најчесто беше така. Да. Така да реакциите за музиката која што ја слушавме најчесто и беа онака first impressions и твоите и моите. Тоа фали, ама мислам дека топ си поминавме, мислам дека имавме одлична емисија која што кажам можеше да трае многу подолго. Намерно ја направивме да не трае предолго бидејќи претходниот пат онака бевме 2 сати и кусур таму, овој пат бевме сати 30 минути. Точно бевме пак со времето. Тоа го немавме изгубено. Јако бевме малку злопи на почеток со мали технички проблеми и мали проблеми со мултитаскингот, кој го имавме усовршено додека водевме тука во живо. Дефинитивно. Али мислам дека на крај испадна добра емисија. Се надам дека ви се допадна, дека не слушавте, дека останавте што може полого. Знаеме дека таква емисија и не е баш за во сабота, за преку ден. Пример терминот у понеделник вечер многу поише одговара за такво нешто кога сите се дома, кога немаат што да прават и некаде да не пуштат да не слушаат саат и пол, два позадина и да се вклучат у чет. Али мислам дека реакциите беа добри. Уште еднаш благодарност за сите што се појавија таму. Нашите Discord модератори, Flex, Bizbreaker кој е на замена сега, за Flex и цела екипа која дојде, Visionary Records, сите другари нивни, Денис, Игис, Олег, цела Амок, радио екипа, Оги. Имавме прекрасен ден, имавме прекрасен викенд. Ја цел викенд си поминав многу убаво. Сега сме некоја преодна фаза помеѓу зимска и летна сезона, па сега пролетва некако така, ова секогаш маја некоја помеѓу фаза кај што се завршуваат одредени работи, се почнуваат други. Не бевме во четврток прв пат во епи после 24-5 недели. Како се чувствуваш за тоа? Добро се чувствувам, ми требаше таа мала пауза, но телото не ми дае да направам пауза. Знаеш кога нешто ти е навика, брат, не може доаѓа четврток и одма мора да се види што ќе се прави вечер. Баш се смеев и Рейджер имаше постирана на слика на Инстаграм со пивата девеку честа првиот слободен четврток. Така да си искочи четвртокот, петок, сабота, работно, недела правевме многу убав настан во 3 киченен бар. Барбекю почнавме третата сезона на неделни журки со скара, со пиво, со добра интересна музика, доста поразлична од таа која ја пуштаме и во Епи, и во Хавана, и во другите кафичи и клубови. Некои луѓе што прв пат дојде им беше дури малце чудно и како што е оваа музика, на некои луѓе им беше чудно дека Васо кој пушташе трет пушташе музика на синглици, на плочи. Так. Некои од помладите не имаат видено некој да пушта музика на плочи, али тоа е поентата да се пушта друга музика, да има малце поинаков вајб на крајот на денот, четврток, петок, сабота, вторник, навечер се гази, недела е друг вајб, друга атмосфера, доаѓаат луѓе, некој мамурен, некој свеж у недела, доаѓаат со деца, со кучиња, поголеми друштва, фамилиарно. Пикник. И вајбот е многу поразличен. И се надевам дека ќе ги тераме тие настани. Првиот настан помина повеќе од одлично би рекол.
реакциите ни се топ и ние се осеќаме добро, така да на крајот на денот брат која сончева надвор и кој убаво времето, Yes, sir. мислам дека се иде многу полесно. Yes, sir. Дали мислиш, например, дека Трики ќе нам баре и ти тој настан конкретно за да се вметнеш во тие ама пијано и афро звуци? Мислам дека не брат. За таа публика не? Мислам дека не, бидејќи вајбот е малце поинаков. Пошто реално сетингот е тој. Као која би замислил луѓе станати, убава храна, убава пијачка у нив, сонце. Афро како и да ја пуштаме таму, пуштав Милани пред 2 години. Ама пијано можеби нешто може да се проба, али ја мислам дека киде поише стилот на малце по-стара музика. Јеп. Old school, По-традиционално. throwbacks, Јеп. поише R&B, дури малце реге, попиш реге, пушти неколку песни од Мек Милер, тие што се малце со Андерсон пак, Јеп. I Can Keep on Да. Losing You. Поише ми е некако тој стил. Да, ќе има афро, Так. сигурно ќе има Wizkid, ќе има Burna Boy, ќе има Буџу, ќе има се тоа што е пригодно за таму, али конкретно ама пијаното, бар тоа што мене ми се допаѓа и тоа што јас би го пуштал малце поенергично е за место каде што би се играло, би имало подиум, би се играло. Така. Ние сега за сега го држиме вајбот малце по наседење, со Ако потивка музика. фер. Да, ќе имаме еден интересен гост на почеток на јуни, тогаш мислам дека прв пат ќе одвртиме малце погласна музика. Ајде. И едва чекам да го направиме тоа, али отом потом чека да фатиме прво ред Нормално. вака. Нема да збориме за тоа, нормално. Види, мислам дека имавме одличен викенд, се вративме и ја и ти некако ко поише у форма, тоа го сетивме пак. И до следниот пат се надевам дека можеби и ние ќе направиме нешто наше такво пак да имаме некоја емисија каде што можеби ќе се деша, нема да се дешава константно ко подкастов, би може да ќе видиме. Како и да е, јас знам дека мене многу ми фали тоа. Сега те убав муавет онака и подруга и енергијата и ја и ти која збориме бидејќи сосема е друг филинг од која правиш радио емисија наспроти подкаст. Пред да почнеме да го правиме, ја мислам дека е многу слично. Дури пробувавме радио емисијата да направиме и у форма на подкаст и Да. у форма на радио емисија. Кога сме кај тоа, ми ја прати Бојан емисијата, треба да ја исцецкам да ја направам, ќе биде достапна на Spotify, али на Spotify на нашиот подкаст канал ќе биде достапно само зборењето, само муабетите, бидејќи таму не може да има музика ради copyright claim. Добро е што на YouTube не скина, бар сега за сега. Видео боговите. Да. Втор пат. Така да многу различна работа е брат, многу е различно да водиш подкаст вака да го снимаш однапред, ние го снимаме најчесто во вторник са Бајле и да водиш емисија во живо каде што пушташ музика, во исто време комуницираш на чет, ја слушаме сите заедно музиката, коментираме. Ја и ти, како што кажа, често и музика да слушавме прв пат или можеби си ја слушнал повеќе пати или кога си фокусиран на неа тука на Да. слушалки и слушаш и некои други моменти кои ги немаш фатено претходно и тотално е друга, како се вика, и спремањето, но и самата реализација на тие две работи. Така да добро е да се прават и двете и тотално трета различна ствар е да пушташ DJ сет во живо, како што најчесто и прават во Амок радио, како што јас правев на почетокот кога го тестирав микселар со тие мои сесии во среда за време на карантин. Тотално три сосема различни работи и ако вака можеби на прва изгледаат исто или слично. И затоа мислам дека сме одличен спој со Амок, брат. Тие репрезентираат едно, ние репрезентираме друго. Кога ќе се споиме, it's always a good time. Така да уште една шараут за цела Амок радио екипа. Ви благодарам многу за можноста за да настапиме на вашата платформа по втор пат. И се надеваме и на следен пат, кога и да е. Тоа е тоа, ние сме тука исто да промовираме ваши настани, ваши дешавки. На крајот на денот се знаеме и се дружиме од многу млади, така да Јоп. на крајот на денот се ова е и за културата, и за нас, и за луѓето, и за публиката, и за музиката, и за се останато. Апсолутно. Таму зборевме за моменталниот голден бој во хип-хопот. Ќе збориме, мора да почнеме од таму, брат. Нема Може. чекање. Збориме за Джек Харлоу. Конечно го извади неговиот албум. Долго очекуван, многу озборуван. Го преслушавме, ја го за време на снимањето на Амок радио емисијата, го немав преслушано онака во целост, имав слушано само неколку делови и ден одма кога се вратив го преслушав одредените исто така го преслушав уште еднаш. Милеграм, ама сакам, например, реално ако правиме муабет, ти си поголем фан на Джек Харлоу, па кажи ми например како ти се свија, што како е, вака ако не ни мора толку детално кажам и што чувствуваш онака за уврска со албумот, како се осеќаш? Брат, ми се свиѓа. Не можам да кажам дека е нешто што е најдобро нешто што ги имам чуено последниот период, али ми се свиѓа. На првото слушање ми немаше ни еден скип, го слушавме возејќи со Битола до Евгелија у кола,
Да ти кажам искрено, сите песни една по друга како течеш албумот многу убаво ми легна. Мислам дека има кохезија низ целиот албум. Overall, мислам дека Джек Харлоу супер го носи албумот. Ми се свига селекцијата на битови, ми се свига тематиката која обработува, ми се свига должината на албумот. Ми се свига оној концепт, тоа го спомнавме во Амок, оној концепт на традиционален хип-хоп албум каде што има различни теми кои се релевантни за него во моментов. Он во моментов е вртоглав раст во својата популарност и во својата хајп и кариера и се, и мислам дека овој албум опишува баш, се гледа дека е пишуван последниве 6 месеци, година, бидејќи мислам дека го опишува лајфстајлот кој тој го живее. Да. Тој сам тоа го кажа. Последнава година се затворив ја и моите другари у студио и ова е продуктот на сето тоа време потрошено у студио. Ќе ти кажам друга работа, например, ми немаше овие 3-4 дена толкав реплей value ко албумот на Future, например, бидејќи станав во саботата са бајле. Не си го пуштив албум, не ми дојде само Душата ти бара Future? Само од себе си го пуштам. Не, Папин Онзурис? пуштив ама пиано, например, во саботата. Така. Пред да идеме на емисија, кога се враќав од Евгелија кај Скопје. Кој излезе албумот на Future, станав и си го пуштив са бајлето пак. И после тоа си го пуштив пак. Кога требаше ми беше go-to проект за слушање тие 2-3 дена. Така. Ќе видиме како ќе легне, ќе видиме како ќе ејджне. Али тоа ми беше првиот впечаток, се викам, добро, чим се не ми дојде го пуштам, има нешто што не сум се закачил доволно. Да. Overall ми се свига, сега ма збориме малце подлабоко, кажи ми ти први импресии, онака општи импресии, па да не влеземе малце подлабоко песна по песна или да го анализираме. Да. Уште кога искочи First Class као сингл, знаев дека ќе биде добар проект, у смисла добар, можеби кој што кажа, не е револуционерен, не е нешто што немаме слушнато до сега. И знаеш како? Дури одма ќе кажам дека многу се чувствувам дека Джек Харлоу и тоа што го зборев некако се поклопува сето, брат, дека ептен онака по формула е правен албумов, дека е сейф албум, дека не е нешто небезбедно за неговата кариера. Не е нешто што не би било прифатливо, као прифатливо од генералната маса, брат, кој да чуе, без разлика каков фан на каков хип-хоп си, брат, дали саш бенгери, дали не, дали слушаш трап музика или некоја потрадиционална, може да се пронајдеш у албумов. Као лесен е за слушање, не е over the top, не е напорен да те измори онака да го слушаш. Лесен албум за слушање, можеби не најкраткиот албум, но многу добар, као одличен рантајм има. 15 песни има тамане. Јас са бајле се разбудив, си го пуштив, top to bottom не се ни сетив кога го слушав, брат. Јас така тоа ми се случи првиот пат кога го слушав исто. Значи и посебно, продукцијски гледано, не е најсилниот албум. Гледам, видов и барем тоа успеав да го видам дека има продукција од Timbaland, има продукција од Boy Wanda, ама повеќето е, знаеш како, негова продукција со негови другари, тие што биле као неговите in-house продусери кои што се. И тоа е многу добар момент и затоа таа е уште една таа паралела со Дрейк. Константно го велам тоа, пошто цело време колку поише и поише навлегувам у неговата кариера, у неговите чекори. Се поише и поише ми наликува на Дрейк и тоа што го зборат и у нивната заедничка песна која што според мене е најдобрата на албумот, реално ќе кажам, највеќе ми се свија. Најголем реплей value има, највише може да удри до тебе ко човек, онака ко слушател, ко фан. И целиот момент дека Churchill Downs, трката Louisville Kentucky Derby, легендарно нешто кое што се дешава секоја година во Louisville Kentucky и буквално беше пред 3 дена ден кога искочи самиот албум. Најверојатно снимаат некој спот таму, претпоставувам. Сигурно. И плюс тоа интрото Talk of the Town. Тоа ми се свиѓа, брат, дека го има тој момент на баш хип-хоп, го носи својот град, кој што е underground, кој што е underdog во хип-хоп играта, го зборев ова претходно. Да. Освен Брайсон Тилер и Стерик Мејџер, ако не се лажам, е од Луивил. Нема други артисти кои што го репрезентираат и тоа Брайсон Тилер реално фел офна, го немаме слушнато оддамна, би сакал да се врати назад и да видам до кај. Стерик Мејџер нормално, не слушаме веќе од него музика и Джек Харлоу е новиот артист кој што го репрезентира тој град. Така да секад имаш некој чип on your shoulder онака со такво во Америка тоа носи некоја тежина и многу добро се справува со него. Таков е лајкабл лик е. Мене ми се свиѓа. Продукцијата од друга страна
Една единствена замерка имам. Песната со Джастин Тимберлейк, сакав само да биде малце побавна, малце по-минималистичка, онака, попразна, за да може и Джастин и Джек да си го направат своето. Песната ми се свиѓа, ама некако очекував малце поинако. Брат, ја како прво фичерот со Джастин Тимберлейк не очекував ништо. Мене ми беше добро. И кога дојде, ми беше окей. Не сакам да биде повеќе на мената да му одговара на Джастин Тимберлейк, на крајот на денот е Джек Харлоу. Да. Тука е Джастин само да го испуни рефренот. Тоа што ми беше чудно, брат, на Snoop Dogg тој фичер по наводници, тоа беше без врска. Као прво не требаше да биде пичено никаков фичер, као второ многу реално не глупо, требаше, немаше многу потреба. глупо некој као интерлудче и глупости Па збори Snoop единствено Dogg. тоа е на албумот. Ама не, ама сред песна е, па после има некој бит switch, а Snoop Dogg збори некои глупости. Mac, Види. he's a Jack, no, he's a Mac, нешто. Глупо е и не ми одговара, брат, не ми одговара. Да беше нешто малце поише West Coast или да имаше кај да биде тука Snoop, да. Ама тоа, например, се бајле го слушав пак, си викам, зашо го ставиле? Да. Види, има неколку ствари што се out of place, не велам не. Затоа ти велам дека албумов не е groundbreaking, има филери кои што онака ги сеќавам дека, ама пак се квалитетни, не се лоши, као не е дека не заслужуваат да бидат на албумот, као додаваат со тоа што го комплетираат албумот за да заврши тогаш кога треба да заврши. Ама да, ама мислам дека не се филери, бидејќи целиот албум е полн со албум кац. Не е... Мислам, албум кац на Джек Харлоу се сите потенцијални радио синглови Така. и можеби клубски полубенгери. Не мислам дека да има филери, се разбира дека мора да има филери, дека има 15 песни, ама мислам дека секоја песна онака си има причина зашто е ставена таму. Сигурно. Пак ќе кажа, мене искрено првата половина некако многу поише ми се свиѓа неголи втората. Ама all in all солиден албум. Пак ќе кажам прав потек онака во кариерата на Джек Харлоу. Таа врска константно со Дрейк и нормално и нивната приватна онака врска кој што тие конекции што ги имаат меѓусебно и вајде и некаква помош од страна на Дрейк, не е само коусайн, се гледа дека Дрейк најчесто се гледа кога некој сака и сака да соработува со него. Ова е видливо овде, некако вајда и тоа Дрейк сам го кажа на интервјуто, не знам дали го гледаше на Кентаки Дерби, имаше интервју, Не. се стаи он од позади и као и самиот кажа дека го потсеќа многу на самиот себе он кога почнал. У смисла дека втор албум вадиш и онака си го вадиш срцето, си кажеш све што имаш, сите емоции си ги ставаш на место да збориш за кучки, пари, дрога, тоа што би било најактуелно и што би правило бенгери. И таму се сложувам со него и гледам зошто Дрейк се гледа себе си во Джек Харлоу, во тие почетоци во деновите на Take Care и на ме разбираш? Сваќам до некаде. Hometown Hero, кој што кажа, тоа е одлично, репрезент за Луивил, одличен албум, не е ништо револуционерен, но не е ни groundbreaking, ама е тука да остане и мислам дека ќе се најде добро онака ќе слета во целата дискографија на Джек Харлоу, каде и да иде од овде натаму. Па да, брат, ја мислам дека би се сложил со Дрейк, ама и не знам дали толку би се сложил, бидејќи да, Джек Харлоу збори тука за си го остава срцето по наводници, ама не е па дека е толку дип како што беше Дрейк. Дрейк беше многу по vulnerable, како се вика на македонски тоа, брат. Се остава онака да биде повреден, да зборат, повредлив, да. Си остава простор за луѓе да зборат за тоа, ама знаеш како Дрейк па го користеше тоа во негова најдобра полза. Сите тие критици, сите тие што му збореа за тоа дека бил софт, дека бил сев тоа, на крајот он го искористи во негова полза, не успеа, не дозволи тоа за тоа да го надвладее некако. Джек Харлоу не мислам дека е софт, мислам дека е баш таков каков што е. И затоа ми се свиѓа дека албумов ми изгледа дека е многу реален, бидејќи зборува за работи кои со кои што можам да се поистоветам и јас на пример, брат. И секој друг млад човек, или дали е маж или жена, дали е момче или девојка, брат, сите ги поминуваме исти слични во овие ствари, сега на некој друг левел, али тоа е тоа. Као збори за девојки, збори за лайфстайл, збори за други работи. Тоа е многу интересно што гледав вчера интервју на Hot 97. Човекот не пие алкохол и не се дрогира ништо, брат. Тоа е многу чудно во моментов за целата сцена. Присвесте многу, брат. Тоа се гледа. Дури и малце повеќе од што треба. Да. И дури за тоа мислам дека има она многу е затоа мите лош збор, многу е онака некако усредина на не бега никаде. Да. Дури можеби и премногу на моменти на албумот. Safe bet. Да. Тоа, знаеш како?
пресериозно си има сватено, Да. сватено работата Да. докај што као не смее сам да пропадне, разбираш, као не смее да има девојка која што би го уништила, не смее да има вечер кај што ќе се напие премногу или ќе се издрогира премногу за тоа да изгледа лошо на него, као не сака ништо да му се деси што би му го нарушило резимето препротективен од самиот себе, ме разбираш, као Ептен си го чува тој лајфстайл искрено и не знам тоа баш дали е најдоброто за него, пошто онака као зашо би го правил тоа до тој степен, ме разбираш? Ја го разбирам тој грайн, тој хасал, брат. Ја не можам ништо да правам, дур работам, буквално, као до тој степен каде што не можам ни музика толку многу да слушам. Разбирам тоа фокус и све, ама тоа е веќе вадење од степен нагоре кој што реално и можеби и не ти носи толку многу, ме разбираш, као мораш да имаш време кога можеш да се опуштиш, да се повлечеш од тоа малце, да земеш инспирација од друго место, него ли само да идеш у студио и да снимаш музика без па не мора да се алкохол и дроги, брат, било што, ме разбираш, дури и спорт да е, ако си повлечени од тоа е проблем. Што и да е, без разлика дали е порок или не е. Така да не знам, тоа да, се слагам дека тоа не би било најдобриот потек. Мислам дека Ептен онака сам се поиш, затвараш кој артист ако тоа цело време го правиш, ако не го успееш, пошто на крајот на денот секој искуство може да роди некоја нова песна. И на крајот на денот што ќе ни кажеш во следниот албум, брат? Као бил затворен година дена снимајќи го претходниот. Ќе видиме. Ќе видиме кај ќе иде. Ја, интервјуто е многу добро, се збори за многу интересни работи, Hot 97, Ибро, Лора Стайлс and Rosenberg in the Morning. Го гледам често, оддамна нема дојано некој волку интересен и актуелен артист кај нив. Дури они се заебаваа дека може ова е последен пат кога ќе прифат интервју кај нив, дека следните интервјуа више ќе бидат за многу поголеми компании, многу поголеми медиумски куќи и можеби нема да сака ни да дава интервјуа. Најверојатно зборат за тоа дека и Дрейк и Кање и Кендрик и артистите и Джей Кол и артистите од тој калибар не доаѓаат више кај нив на радио. Исто така видов дека после тоа снимали фристайл кај Funk Master Flex, што треба да излезе утре најверојатно. Тоа сакаме да видиме. Тоа ќе биде интересно. И у коментари баш читав дека неверојатно тоа ово интервју било дента или вадена после Мет Галата. Кај човекот не отишол на афтернит ништо за да стане за радио, за да има медија. Тоа го види и ти. Да, тој Исачок го видов нереално, брат. Тоа е dedication, брат. Колку и да го почитувам, Не поштувам тоа. Поштувам тоа. го поштувам, ама на моменти е безобразно, разбираш дека до тој степен е. Ама го поштувам, знам од кај доаѓа. Ама не брат, ама он е студент на играта, он знае што значи интервју на Breakfast Club или на Hot 97. Мислам дека тоа го установивме дека Джек Харлоу е еден од единствените онака, еден од ретките луѓе кои што е стварно студент на играта. И кога ќе кажеме студент на играта е човек кој што артист кој што зима инспирација од најдобрите потези на сите пред него и ги само имплементира во својата кариера. Да. Тоа се сека мислам дека и по семпловите и по битовите и по селекцијата на фичерс на овој албум се појавува оној семпл на Shot Beautiful на Snoop Dogg и Pharrell. Да. Флипнат во друга форма, се појавуваат и некои други моменти, има и некои референци. Са во моментов не можам да се сетам точно кои, ама има и некои референци од постари рапери во историјата и се гледа тоа и се осеќа тоа, брат. Плюс на крајот на денот доаѓа од хип-хоп, доаѓа од рап и сака да е рапер, тоа е многу битно. Да. Он не сака да си го разводни тоа што го има моментално, брат. Знаеме дека може да рапува, така да Океј, на крајот на денот добар албум. А да ги кажеме лошите страни на албумот, а? Премногу е сейф според мене, брат. Ама не би очекувал ништо подруго од Джек Харлоу. За мене е сейф пошто ова е албумот кој што можеше да го направи. У секој момент албумов можеше да го направи, ме разбираш? Каде и да е у својата кариера, можеш, ама мислам дека е таков артист, на пример, не би ни можел да го споредам со Мек, каде што многу поише експериментираш со музика, ама не го гледам Джек Харлоу да експериментира, на пример, или да прави поразлични ствари како Кендрик, па дури и Джей Кол да го промени својот звук да поинаква продукција. Мислам дека е на крајот на денот пак сейф албум за него, Брат, ама и него хейтам за тоа. И он сам кажува во текст на песна вика не икем да бидам ниш, сакам да бидам популарен, да ги повлечеме моите луѓе со мене да заработиме сите многу пари. Така он сака да е тука, сака да е тој. Да. Сейф, тој first choice за хип-хопот и му стои улогата да го прави тоа. Си носи круната многу добро. Можеби нема да биде толку зборуван како што ќе биде албумот на Кендрик кој треба да излезе. Фер. Или албумот на Pusha T кој побуди по други реакции кај хип-хоп фановите. Али мислам дека ќе си го добие тоа што се треба. Сега мене тоа што не ми се свига е тоа што ми фали
ми фали таа мелодија, ми фали тој момент на малце поише пеење, ми фали тој момент на можеби повеќе, малце повеќе гостувања. Малце ми е како се викаше она? Монотоно ми е од почеток до крај кога го слушам. Разбирам и Таков зошто. му е и стилот, брат, и дури на хитовите кои ги има. Ја тргам на страна First Class, мали First Class целиот семпл ја прави песната, али Ако не беше семплот, немаше ништо да биде од тоа. What's Poppin' и другите хитови као човекот не е добар за рефрени. Рефрените му звучат многу слично на версовите. И тоа мислам дека е проблем on the long run, ако не при колаборации, мислам дека тука би се исцицало тоа, бидејќи нема нешто на што можеш да се закачиш. Например, од 15 песни, дали 3-4 имам некој момент што ми има онака останато да знам точно која песна е. Другите песни сите ми се Да, ја не знам која песна која е. да, фер. Иако ќе бидам искрен, рефренот на What's Poppin' е првото нешто кое што ме закачи на самата песна. Ама тогаш ми беше интересно, ама те сваќам што сакаш да кажеш, ако константно се дешава цело време истото, станува досадно. Не носи Да, не носи ништо ново. не те вади, не те вади од самата трака, него тука рефренот си ја прави траката да си ја прави комплетно, ама не те начисто рефренот треба да биде момент кај што оди се многу нагоре. Да. Или у некои моменти иде надолу. Да, али Као брейкдаун. али Апсолутно. овде е се некако многу слично. у една линија е, у као една линија е, flatlining, да, да. флетлайн е. И мислам дека артисти као Дрейк или некои други гостувања може да му донесат многу поише поише успехи, поише Брат, внимание кон... разновидност, ме разбираш, као не само од други фан бази, туку едноставно и друга мелодија, друг осет на музиката, друг филинг ќе добијат луѓето кои што ја слушаат За песна. тоа Фарел многу добро легнува, иако има само едно мало рефренче, најверојатно и продукцијата му. Одма се осеќа кога влага Фарел, брат. Одма се осеќа тој момент те вади од самиот албум за после да те врати Да. пак Джек Карло. И ми се свигаат тематиките. И Фарел и сите се наполнуваат добро. Мене тој сегмент таму од Side Piece до Churchill Downs мислам дека најмногу ми се свига. од Churchill Downs па надоле, не ми се ни толку запамтени песните реално, ама до трагата со Дрейк, повеќето траки ги памтам онака, као Side Piece ја памтам Churchill Downs, ја памтам Talk of the Town. Интрото. Мене интрото исто така многу добро ми функционира за албумов. Ко целина, интрото е правата песна, као според мене верувам дека се добро подредени, можело малце подобро, но има strong start, ме разбираш, као прва, втора, трета песна, добро почна албумот. Тоа е многу исто така битно за луѓе кои што сакат да слушнат албум, а не песна по песна. Тој дел ми се свиѓа, нормално, затоа велам дека е као сейф албум, не е нешто што нема грешки или нормално е тоа да се има, нормално мора да има room for improvement, ама пак ќе кажам, брат, џабе колку и да збориме, добар албум, ме разбираш дека Пред дека бидам најискрен, мислам дека преку неговиот албум повеќе ми се свиеше на прво слушање. види. That's what they all say. Поблизок беше до мене. Имаше битови што повеќе ми се свигаат, гостувања што повеќе ми одговара, Lil Baby, Big Sean, Chris Brown, ESG, Bryson Tiller, What's Poppin' ремиксот. Имаше тука Tyler Hero траката, имаше тука. Мислам дека овој албум беше подобар за мене во тој период кога излезе. Па дури од денешна гледна перспектива. Треба да ми легне што малце овој. Да видиме, па после ќе споделиме. Ќе видиме, да. У смисла дека овде може и нема хит, на пример, таков бенгер ко Tyler Hero, ама ја има First Class кое што реално сега, на пример, моментално си го има својот момент. Има спот. Сигурно ќе се извади и спот и со Дрейк, тоа шанса која што валјда нема да ја пропушти. Да. Ќе видиме. Таму мислам дека е у добра екипа, со добри луѓе, има добар тим позади него. Исто така моментот кај што вели дека executives не знаеле као он ќе парира заедно со Lil Uzi Vert кога биле заедно под Generation Now. Тоа е многу добар момент дека као секад бил онака look down upon се што има постигнато се има сам направено, бидејќи многу луѓе го као се двумеле дали ќе го биде или не. Тоа е добар момент пак. Знаеш како доаѓа од тој underground, од тој underdog момент и заради тоа е поштоен од сите дека ово успева да го прави. И го бива, брат. Го бива апсолутно добар артист е, брат. Какви се критиките, како осеќаш луѓе, во кои се реакциите на луѓе во Најчесто се позитивни, брат. Ја уште немам видено или немам прочитано на пример дека е лош албумов. Можеби некој ќе каже дека не е ништо посебно, ама
Албумов не е направен за да биде нешто посебно, Точно, ме разбираш, сварам. као таргетиран е намерено е направен за вака за да биде достапен за сите, брат. Без разлика дали си ти рап глава или не, или слушаш само трап музика или мразиш вистински хип-хоп, као што и да си ќе си најдеш нешто на албумов, ме разбираш, ако сакаш текст, ако сакаш емоција, пушти си ја трагата на Дрейк, ако сакаш да чуеш андердог момент, пушти си го интрото кај што збори за од кај доаѓа и све тоа. Има многу моменти за у кои што може било кој да се пронајде на албумов. Не е туку така, направено за сите. И мене тоа ми се свиѓа кај Джек, дека ја има таа, затоа велам формула, иако ретко некој да може да ја реплицира, ама со правите чекори, со правите потези, и тоа моментот каде што го држи целиот тим околу него многу силно онака со поддршка, као сите има, дури и продуцентите имаат writing credits на сите песни, брат. Као погледнав на Genius, баш намерно да видам, као не е само Джек, дека Джек е само артист, инаку у producers и у writers се продуцентите, он е на секоја трака ставен како копродуцент и плюс сите продуценти му се ставени како writers. So, знаете дека тие земаат royalties за све живо и диво некако. Као питата е многу добра поделена, ме разбираш, и тоа е многу добро. Тоа е многу genuine од него. Сега не знам како им се договорите, ама чим ти имаш writing credit, сигурно си бил платен за тоа, не може да не си платен. Така да, тоа е многу добро, тоа е многу искрено, брате. Чим го вели у траки дека тој и неговите луѓе сакаат сите да успеат, тоа е сосема фер, брат, тоа е многу добро. Пошто ретки се тие моменти као знаеме дека у рап култура најчесто сите тие кликови околу артисти, ама многу голем дел од нив тоа е само као фејкање, као еден златен ланец и тоа е тоа, сите живеат онака под дупки или нешто такво. Овде е сосема друг момент, се гледа дека ги не се моментални пари, као нешто што константно пасивно они ќе добиваат, пошто на пример не знам, продуцентот на No Role Models од J. Cole се уште зима пари од тоа, ме разбираш, пошто песната некни стана 10 times Diamond. Као такви пари се боле него ли инстантни пари, него ли некој да ти даде $10,000 за да ги спичкаш сега на златен ланец. И мислам дека тоа е правиот потек, брат. Затоа ми се свиѓа мене кој човек пред се второ артист. Брат, на крајот на денот само тоа ќе повторам, мислам дека го кажав тука прошлата емисија или во Амок радио, не се сеќавам. Мене ми фали ваков, ќе наречам генеричен хип-хоп. Абе константна. Константна, ми фали ваков звук, ми фалат повеќе вакви артисти, брат. Се е некако или многу left field, или многу right field, или многу застарено. Ми фали нешто ново што е вака општо прифатливо за сите, брат. Па врз основа ново да се изгради нешто друго. Бидејќи гледам дека еве, ќе збориме за Кендрик. Луѓето експериментираат, збориме за Pusha T. Нема толку реплей value, ќе видиме дали ќе има овој албум. Али се осеќа одма разликата. Повеќе би го пуштил него, повеќе би го пуштил Future, јако Future е више постар артист. Ми фали малце нешто по-нормално да речеме у хип-хопот, брат. Така. Бидејќи нема толку. Периодов нема, последниве години нема. Да. Не се знае која е константата, која е онака prime example за што би било албум на годината. Да, те разбирам. Па дури албумите на Kanye и на Drake ги зборевме, за тоа ми се свиѓаше албумот на J. Cole на пример. The Off Season кога излезе, беше некоја такво парче, беше онака баш добро нешто за во моментот што ми се слуша, брат, и што може да репрезентира хип-хоп сцената од артист кој има голема дискографија позади него. Пак он ни дае некој парче музика што беше поблиско, мислам дека до генералната маса отколку претходните негови проекти. Фер, да. Со The Off Season. Јоп. Посебно со последните два. Као For Your Eyes Only и Forest Hill Drive беа исто така многу онака down to earth. Ама после тој момент со Middle Child, со K. Ама тие беа албуми за неговата фан база, брат. Да, апсолутно. Јас тој период него сакав, че Cole не ми стигаше, ми беше многу длабоко своето. Со новиот проект придоби многу други фанови. Од Middle Child па надека придоби многу голем број на фанови за да стане тоа што е денес. Фер, те разбирам што сакаш да кажеш. Ете, само набрзо ќе спомнам, на пример тоа зборевме дека иако бројки ништо не ми значат, и покрај целиот, не е ни хајп, ама знаеш како целите очекувања околу албумот е предиктед да направи 120,000 или 120 од 120 до 125,000 first week sales, што сигурен сум дека ќе има онака number one. Освен ако Bad Bunny не изведе уште еден албум сега за да направи партал. Нема, брат, со Bad Bunny. Bad Bunny петата недела може да има поише продаено од Jack Harlow првата. Фер. Само што не знам дали спаѓаат у иста категорија. Ќе видиме како ќе се деси тоа. Ама да, бројки не значат ништо. Future имаше 222,000 за first week sales, што Добро, ајде.
за мене знаеш како дури премногу се искрено. Па има Ама и 26 накрая- песни, го Ама на- изманипулираа тоа го зборевме. И тоа плюс, и тоа сваќам дека колку разлика прави. Сега ќе видиме со 15 песни што ќе се деси, ама пак бројки не значат ништо. Ја ако треба да ги рейтам, попрво би го спуштил албумот на Джек Харлоу, него ли на Future. Така се осеќам ја. Иако не ни може да се спорадат еден со друг, брат. Ја ќе оставам да ми легнат малце, брат. За слушање тука негде ми се Future, како поминува време повеќе ми се свига, брат. Ке ти легне, брат, Future, секад ќе најдеш прав момент кога да го пуштиш. Тоа е магијата Да. која Future има на своите синглови, своите проекти. Yes, sir. Дека поголем дел од нив еджнуваат добро, брат. Yep. И кога ќе му се вратам сега за една недела, баш ќе видам како се осеќам и за едниот и за другиот албум. Али бројките не важат ништо и ќе видиме, мене не ми се верува толкова да е разликата, бидејќи First Class у старт има многу views и многу plays, али ајде да видиме што ќе се деси, па ќе збориме следната недела ќе ги имам официјалните бројки, така. Јоп. Сакам само брзо да напоменам еден албум кој што го изоставив, ако го спомнав и една од песните во интрото беше дел од албумот. Новиот албум на IDK, албумот се вика Simple. Едноставен албум, преуа продукција, целиот албум е во продукција на Кеј Чернада. Исто продуцент кој што онака вире помеѓу тој онака некој melting pot од електронска музика и хип-хоп. Има краток е, има онака интерлуци, има све во 7 траки, феноменален проект, брат, многу лесен за слушање. И многу интересно дека IDK го изрејта албумот на Джек Харлоу со кецот 10. Тоа ме многу зачуди, не знам зошто, дали е тоа дека у исти момент извади албум и дека можеби не фрли нешто, не знам зошто е тоа така, ама не се ни споредуваат двата албуми, као ова е онака колку Луси, фрлен проект чисто да се одржува у циклус да биде целата таа музика на IDK и да врти, ама мене ми се свиѓаше. Ја слушна Dogfood, не знам дали прв пат ја слушна кога ја пуштивме на радио. Да. Ти се свиѓаше тој звук? Да, добро. Мене ми е добро, брат. Кеј Чернада секад знае да направи онака да погоди добра продукција за некои хип-хоп артисти. IDK е таков кој што иако ме нервира дека се поише и поише звучи на стариот Кање, нешто што го имам веќе спомнато и дека и на претходни албуми, ама онака уживам да го слушам, не знам. Има неколку песни овде, као дека има као еве тако The Code, и има две песни кои што се Southeast to Paris и Paris to Southeast. Тие се као интерлудс, едното е аутро, другото е интерлуд, као втора трака. Буквално има 4 песни на албумов, ништо поише од тоа. Така да шорт ли се не, добар ли се не, ако сагаат луѓе малце да слушнат побрза продукција, нека го пуштат, мислам дека ќе се пронајдат таму. Ќе го чујам и ја, брат. Треба. И уште еден артист кој што го имаме зборено од дамна, кој што не беше тоаш под радарот, веќе си го пратам цело време. Има извадено поише проекти, ама овој некако ми беше подобар од сите тие претходни. A-Reece, го зборевме со неговиот претходен албум, артист кој што доаѓа од South Africa, што е онака редок момент за да има некој мес апил, за да има таква публика. Како мислиш дека стигне бе тука, брат? Ја искрено немам појма, валјда ме донел некој Spotify алгоритам таму дали у Songs You May Know или у некоја Song Radio да ме префрли, не знам искрено како ми се најде на некоја плейлиста. Тоест го имав стајано на некоја плейлиста и од тогаш си го слушам константно, брат. Еден од ретките артисти кои што останале да ги слушам после толку време. И последниот албум кој што го зборевме, иако беше стар и имаше доста време поминато, го зборевме лани. Албумот е од 9 до 2019, се вика Reese Effect. Да. И таму има неколку бенгери онака, една која што е истото ден денес онака која што вази за одличен бенгер, We Both Know Better. Ја имаме зборено доколку сака да се вратите да напишете A-Reece Pandemonium радио, мислам дека ќе искочи целата емисија, зборевме за него. И извади нов албум буквално пред 2 недели, кој што се вика The Burning Tree. Нешто кое што од претходните албуми него ни очекував, бидејќи ова е албум кој што е базиран врз основа на неговата љубов кон Трева. Онака Weed Anthems on Weed Anthems on Weed Anthems, ама Weed Anthems не усмислена, ме потсеќа на некој си laid back, онака нешто што би го замислил Wiz Khalifa да прави доколку се уште онака
рапува онака од срце. Ме разбираш, као од некоја таква продукција и нешто неслушнато од Африка дека користи многу интересни афрички референции, као користи го збори за Лебанон, за Гадафи, нешто што не е слушнато до сега, дава некоја друга перспектива, други нови начини за да збориш за трева, брат, нови начини за зборење за зелено, нови интересно е. Продукцијата е многу интересна, не видов еден познат продуцент, барем за мене не познати, дури и тие фичерс што се на самиот албум не се ни познати, претпоставувам дека се или с некои соработници од Саут Африка или некаде од Африка. Ама одличен вајб, многу easy listen, брат. Ја го слушнав Сабајле исто така уште еднаш. Јас Сабајле го слушнав кога ми го прати, да. Као одличен албум е, брат. Ништо нема поише од тоа, дека има као доколку пушиш треба, брат, не знам. Сите си имаат своји уиден тамо онака, сите барем тие што ги знам Смокерс онака си имаат секад една песна која што онака ги удира, ме разбираш. Мислам дека за луѓе ако му дадат шанса, мислам дека може и да се пронајдат овде усе до тоа, бидејќи стварно е така, многу е лесно за слушање, нема текстови кои што не можеш да ги сватиш, референциите се многу јасни, интересни се, уири се, си збори за него и за неговата љубов кон тоа зашо му треба и која е потребата од тоа, ме разбираш, си збори за дека не ја пуши за да се издрогира, дека пуши за други, си кажува причините зашто го прави тоа. Мене тоа ми е топ. Брат, 20 минути 50 секунди, 9 песни, од кои 2 се интерлуд, значи 7 песни, по 3 минути, онака по 2,5 минути, додека стролаш жоинта да го испушиш, ќе сврти таман и ќе го оседиш дали ти се свиѓа или не. Мене од прво слушање песната More Than Enough ми влезе од моја ја стави Full Liked Songs, ќе го слушам денеска албумов, па ќе видам што друго ќе ми фати, али overall ми се свиѓа, брат. Can't Open My Eyes, исто така. Интрото, First Time For Everything, кај што збори за првиот пат кога дувал треба. Добри моменти има, си збори за тоа, за неговата врска со марихуана и као цело време го збори тоа, таа е тематиката, околу тоа да револвира целиот албум. Доколку луѓе го сакаат тоа, може да му дадат онака уво да слушнат и да ни кажат, пошто ретко, сега веќе поретко збориме за артисти кои што не се толку познати. Да, па дека не може да ја пуштиме римната музика, џабе ќе збориме во празно. Да, нема може, пошто реално се осеќам, и ако зборам за некои албуми кои што се многу пониш, кои што ја ги слушам, се чувствувам дека никој не ги слуша. Ако постојат такви што ги слушаат албумите, ве молам пишете ни. Пишете да му дадете инспирација и мотивација на телече да збори поише за тоа. Дефинитивно. Така да, Aries, The Burning Tree, нов албум, South Africa Represent, доколку сакате да слушнете нешто ново, нема да зажалите. Most definitely. Брат, тоа е тоа, South Africa in the house, ама пијано и Aries. Yep. Тука сме, треба да се посети, брат. Јужна Африка, реално, моето прво искуство во Африка беше у Египет и летово и многу сакам да идам пак. Сакам да идам у Лагос и сакам да идам у Лагос би било. У Јужна Африка, брат, било кај. Лагос би било луда, брат. Лагос серот идеш кога е врвот на да, пикот онака на целата таа култура. Афробит, афрофјужн и се тоа, кој знае кое лудило е тоа, брат. Дефинитивно, брат, имаат секакви сцени, не е ни само ни афрофјужн ни ништо од тоа, као имаат и дрил сцена и рап сцена, се имаат, брат. Од градот има не знам 20-30 милиони само. Тоа сега ќе велам дека трет најголем, четврти најголем град у светот, брат, така да тоа е. Сигурно е многу добро, сигурно и културите се многу различни. Африка која Африка е еден од континент, мислам ако и не е континент со најмногу диверзитет. Да. Така да сигурно дешавките и животот кој што го имаат во Јужна Африка сигурно е многу поразличен него ли тој у Нигерија, така да и тој у Египет. И тој у Египет, така да ќе видиш многу различни перспективи. И затоа тоа го прави толку да биде интересно. Затоа и Ирис ми е интересен, пошто никад нема слушнам такви референции за треба од некој амерички артист. Добро, ама звукот му е светски. Звукот му е светски, да, апсолутно. И дури и влечи со таков акцент амерички некој, пошто имам слушнато луѓе од Саут Африка како зборат и не зборат така како него, ама се гледа дека е пласирано за друг маркет, ама сепак останува тоа true to its core. Пак си користи негови фрази, си користи ствари кои што можеби ќе те натераат да изгуглаш нешто, ме разбираш? Да. Така да, all in all добар проект, доколку пак ќе кажам, доколку сакате да чуете, ве молам, и ако чуете, пишете ни, кажете ни како се чувствувате за музиката за која што ја зборим. Тоа е тоа, брат. И останува уште една единствена песна. Дарко веќе обраќа очи, него ни гледам, знам дека обраќа очи. Ајде, let's do this. Да. Трагата за која што станува збор е можеби најозборуваната моментално, трага која што има највише внимание на неа моментално и е онака subject to a lot of discussion и копање и дисекции на истата. The Heart, Part 5, Kendrick Lamar. Ја извади
Во неделата? Немам поима, брат. Во неделата беше 6 саат се вајле. Јас се разбудив некаде на кај 8, одма ја пуштив. Брат, не знам од кај да почнам, брат. Има пресилна порака. First and foremost ќе кажам дека мило ми е конечно што го добивме петиот инсталмент. За луѓе што не знаат, The Heart е серијал на траки кој што Кендрик Ламар ги вади. Првата беше во 2011 како најава за неговиот Overly Dedicated Mixtape, па извади втора, која што беше пред Section 80, извади трета, која што беше пред буквално неколку дена пред Good Kid, Mad City, и четвртата ја извади пред Damn, и ова е, не знам дали ќе биде финален, искрено, некако се чувствувам дека ќе биде финален, бидејќи неговиот договор завршува под TD. Искрено не знам што планира Кендрик, ама така се чувствувам дека со Part 5 убава бројка е 5. Мислам дека ќе се окружи најчесто The Heart сериите, песните, најчесто револвираат околу некоја тематика која што Кендрик онака главата му е обземена со тие мисли. И така беше, значи во Good Kid, Mad City збори за неговиот come up, за тоа за неговиот живот, за Демси збори тоа. И тоа е, знаеш како најава за албумот, како што му се врти у глава и што можеш да очекуваш на еден албум. И овде конкретно во The Heart 5 имаше неколку ликс дека се унапред се знаеше што ја не како ги прочитав. JD Аеродром ги ликна и исто кај нас на Дискорд ги прочитав и си викам ајде искочи песнава да видам што ќе биде и стварно беше така, брат. Песната се работи збори Кендрик Ламар на еден бит кој што е семпл од Марвин Геј, кој што е каде што рапува тотално оф бит онака, многу чудно рапува. Ама за мене прифатливо, бидејќи на крајот на денот е Кендрик Ламар и не е нешто што го немаме слушнато. Продукцијата е многу добра и збори за ствари кои што моментално се онака не атрактивни, актуелни е зборот, кои што се моментално актуелни, а не се збори доволно за нив. И во првиот текст во првиот верс збори за културата и дека е тоа black culture, it's our culture, каде што black on black crime се дешава, каде што убиства се дешаваат, каде што дроги се дешаваат. И почнува веќе тука и тоа е придружено и од видео, каде што почнува да се онака deepfake и да се појавуваат други ликови. Го има Kanye, го има Kobe Bryant, го има Nipsey Hussle. Кој друг беше? Самиот Кендрик збори. И уште мислам дека четворица или петорица. И збори од нивна перспектива, збори за стварите кои што тие ги преживеале. Во финалниот верс, во финалната строфа збори од страна на убиецот на Нипси Хасл, збори од страната на Нипси Хасл и директно и се обраќа и на жена му на Нипси Хасл за како да го продолжи. Така да ударни теми за кои што не се збори, ако Нипси Хасл и таа целата трагедија која што се деси се збореше многу, ама некако ова е по комплетирано, врзано уедно и за нив е многу значајно, брат. Као начинот на кој што е целото направено, целото склопено, спотот колку е едноставена, колку е онака буквално интрузивен, брат, темава овде, као го осеќаш дека е направено од срце онака и неговите движења, неговата ератичност, промената бит свичот на крај, играњето негово на сцена. Тагов е внесене премногу сето тоа, го живее тоа, некако преемпатичен со стварите и затоа го прави. И мислам дека во поглед на тоа што е The Heart 5, мислам дека и тоа ќе добиеме во албумот каде што ќе збори за перспективи и тоа го вели уште на стартот дека во последно време многу мислел на перспективи, на различни сваќања. Така да мислам дека треба да се спремиме за многу добар, многу онака концизен албум, пак некој да биде онака комплетен и да е би рекол концептуален. И со тоа ќе го испратиме валјда и Кендрик, почна да си игра со нас, има не знам што ќе се деси, не знам што е Оклама, валјда е тоа неговиот нов алијас, не знам дали ќе продолжи со него или не, ама ова е последниот албум за TD и мислам дека ќе добиеме, без разлика што и да добиеме, мислам дека ќе е Out of This World и мислам дека тоа ќе биде онака најозборуваниот албум со најмногу со најголема вредност, каде што многу теми ќе бидат обработени, многу теми за кои што не се збори или некој не може да се осмели и ќе биде онака со
многу внимание кон него така да може и да не да донесе промена, ама да направи некој ripple ефект за понатака да се деси нешто. Ја така се чувствувам, само врз основа на една песна, брат. Песната сама по себе ми е феноменална, ама пораката што ја носи ми е уште толку подобра, ми ја прави да биде само подобра и подобра. Ти? Ништо. Ништо од тоа, брат. Не, шала на страна. Big up за Кендрик за песната. Сваќам што сакаш да кажеш, прочитав ја лирикс, прочитав ја критики и она дисекција на самата песна. Океј, искрено ќе бидам подотработите таму не ми значат ништо. Нас никому ништо не ја ќе лажам ако ти кажам дека нешто ми значи, ме разбираш, ама за нив за тоа за нив што значи знам дека значи многу. Брат, за кого? Не знам, брат, За имаат кого, они брат? community leaders, имаат све живо и диво, брат, они пак се такви се tight knit community се, брат, живеат у гета, брат, некој не може таму се заробени у се и свашта, брат. Мислиш дека во гето се слуша оваа песна? Улиците слушаат друго, брат. Ова не го слушаат улиците, ова го слушаат бекпек рапери, нердови ко тебе и ко екипата на Дискорд од Македонија и од цел свет и го величаат, ме сваќаш. Не знам, ова брат, нешто ја мислам дека кога е Кендрик прашање, мислам дека сите го слушаат, брат. сите го преслушуваат да видат што е. А дали ќе го слушаат ова на daily basis не ми се верува, брат. Па не е ни за слушање на daily basis, ова е па поише што ко е? порака, брат. Добро? Ова е поише ко порака, брат. Ова е Океј. ко онака, ко Океј. порака, ко Не, окей. Телеграм ти декна, стигам као еве. Не, добро, фер. Ја така го сваќам, брат. Не го сваќам ко песна која што би можел да тоа ја пуштиш, брат, се гнасиш, се ежиш, шо и да е, какви емоции да ти буди. Ги исклучуваш и тоа е тоа, после се запрашуваш за сето тоа. Ама ние не можеме да се испоистоветуваме со тоа пошто не го живееме тоа, брат. Не Тоа е, брат. живееме у Комптон, не живееме, не се дешава у бутик кај нас да упукаат некој да го остават мртов таму, ме разбираш, со 3 деца и со жена. Перспективата негова и перспективата која застапува тука е многу далечна од сите перспективи кои јас можам да ги замислам за луѓето што живеат. Заради тоа и најчесто По Балканот, ние не па дури во можеме да се Европа, поврзиме. Да, не постои, брат. Тоа само у Франција, оние гетана со алжирци и со црнци. Ама таму се Исто другите така и проблеми, UK, ама брат. таму се други проблеми. Таму не се ни соочуваат со толкаво ниво на расизам колку што е во Америка, сепак Па, го има, брат. ама таму имаат други проблеми. Социјални проблеми. Долга тема е овој, не е тема Апсолутно. што ние треба да разработуваме овде. Дефинитивно. Ама ќе кажам на кратко, брат. Песната не е нешто што ја би го слушал. Не ми се свиѓа, многу долго ми трае, битот ми е, не е нешто што не ми се свиѓа. Кендрик кој што рапува, премногу рапување ми е, темите не можам да се поврзам едноставно. Песната нема ништо на што можам да се фатам, онака. Да. И тоа е толку едноставно, онака за мене не имам пуша што да зборам дека можеби не слушам таква музика, брат. Истото ми се случи и со To Pimp a Butterfly. За мене најмалку Да, да. слушам проект, па дури Untitled. Не го слушам тоа, брат. Тоа не е not my cup of tea едноставно и Јап. тогаш мислам дека за To Pimp a Butterfly песната I излезе како прва најава. Да. Не знам дали можам да ја споредам, ама онака знам дека All right, Исто и- ако не се лажам, или така All нешто. Right, или- Да. нема Не се везе. сеќавам, не се А сеќавам онаа кој I, беше. и песната Исто има спот. Да. Мислам дека едноставно не е за мене и тука гледам дека паралело можеби ќе сгрешам, ако кажам, али у мојата глава таму некаде припаѓа. Не би ја слушал, не можам да се поистоветувам со тематиката. Не ми се свиѓа, брат. Не е за мене. Воопшто. Нормално. Не, види. Не е наменета за нас, брат. Ние не можеме ништо да направиме. Ова е поише, затоа ти велам поише е ко порака. Поише е ко давање на перспектива на некоја поразумна страна онака за да можеш да се ставиш у нечија друга кожа, ме разбираш? И тоа ако направи некаква промена кај нив и кај нивната не публика, туку кај Луѓето нивната што живеат таму, популација, да, што го да. живеат тоа, ме разбираш? Затоа ние не можеме да се поврзаме, брат. Не дека мене нешто на духовно ниво ми значи нешто песна, ама ја гледам поракава, го гледам трудот, го гледам искреноста во тоа што он го збори. И од тој момент го ценам, а инаку дека мене нешто ми значи, ќе да изгледам, ја не можам да се поврзам со тоа, брат. Ние не Тоа сам- знаеме што е тоа, брат. Тоа сакам да кажам. А од тој аспект да. Ама вака како порака, затоа велам, не го сваќам поише како песна, сигурно ќе ја преслушам уште 3 пати макс до крајот на година. Фер, ама и така е, ама ја сваќам поракава кога уште кога искочи, ја изслушав цела и буквално од Genius, свежи, Тоа е тоа. Reddit, Тоа барање, е тоа, едно да. друго истражување, брат. Кој го правил спотот, па после искочи дека луѓето од Саут Парк, па после и тоа не ми се свиѓа дека искочи дека има некој спот каде што еден артист веќе тоа го има правено. Ајде и кажи тоа ми ме нервира. Две работи сакам да прашам. Прво тоа, што ќе се случи ако некој друг го направеше тоа?
Дали Кендрик не, има ја не пас? му- Дали Кендрик има пас за овие работи, брат? Не бе брат, зашто ти имаш толку милиони at your disposal брат, као Мислам, дали има пас од публиката? Ке тебе нема. не, кај мене не брат, нема зошто тоа да се дешава брат, као боле дај му, ако му даеш кредит на човекот, тогаш да ја не ведов кредит дека он има за идеја или за скринплей. Сигурно нема, не, сигурно Тоа само нема. да ти кажам дека е џапнато брат. Ти имаш милиони за да фрлаш за спотови. Брат, добрата идеја не може да купиш со пари, брат. Тоа сакам да ти кажам. Од секад бил genuine, ова е првиот момент каде што онака го гледам и тоа ми малце отфрла, но пак не одзема од тежината на самата песна, ме разбираш? Можеби од артист, од уметничкиот дел да, но од тежината на песната и како е сврзан спотот со самата тематика од песната и пораката која што ја носи, не. Ама да, кој што велиш, за мене не е тоа, не добива пас, не може да добива пас брат. Не ќе да бидам хипокрит, ме разбираш, нема Тоа е зошто. муабетот. Нема, Дека така, тоа е муабетот. Мислам дека Кендрик добива пас од публиката за ова што го направи и мислам дека е хипокризија од фановите кои зборевме на Дискорд исто кој има најтоксична фан база и се збореше таму дека фановите на Кендрик се многу токсични на Инстаграм. Брат, сега те кренат на Ке ти највисоко давам уште ниво. еден пример, брат. Сега имаше некој видео од Комплекс, на Комплекс имаше видео од Churchill Downs. Така? Она сегментчето мало го споделија сите, што е нормално, брат, Дреки и Джек Харлосе. И коментари као бришете го ова, не го постерете тоа, дајте ни Кендрик. Седи, брат. Као брат, застани малце онака. И Да, тоа да. претпоставам дека се луѓе што се некаде од Европа и некаде од целиот свет што онака. Затоа, Коншас рапери секад се поценети у Европа него ли у Америка, секад. затоа мислам дека улиците и клубовите не го слушаат ова, брат. Вистински, обичниот човек не го слуша ова. Повеќе е рангирано вака од хип-хоп нердови, од музички нердови, од снобови, од луѓе кои проучуваат музиката на многу подлабоко ниво отколку улиците. И затоа ја не сум еден од тие, да ја слушам ја вакво, ама Ти си улица, брат. јас сум клубови, брат. Не, ама те сваѓам што сакаш да кажеш, брат. Не. Улиците општо не Да. само гетото, него Фер. у кола не се слуша тоа, надвор не се слуша тоа, у клуб не се слуша тоа, у кафич Да. не се слуша тоа. Со девојка кога седиш не го слушаш тоа. Че да те пуштаме на песна. Не сум хейтер, брат, јас сакам да доби. Одма за 5 минути си иде, брат. А ако не си иде, тогаш може прстена да го извадиш, Не сум хейтер, сакам да добиам музика од Кендрик Ламар што можам да ја слушам и да ја пуштам, али исто како што не очекувам ништо за албумот, оваа песна направи уште помалку да очекувам. Така. Така да тоа е тоа, брат. Ќе видиме. Јас сакам да го чујам албумот во целост, онака сакам и ако има шанса, може и ќе се направи онака ревизија на бидејќи пишував текст за Кендрик. Ако така ме возбуди албумот кој што ме возбудија тие три за тоа да напишам таков текст, би напишал и пак онака за да се вратиме и за икон тоа. Тоа би било исто така многу добро. Ама ќе видиме, во очекување сме на албумот како и да е. Секако ќе го преслушаме, брат. Што и да збориме колку и да не ни свига, ќе фрлиме уво да видиме што збори. Не, секако тоа, брат, не може кога Кендрик дропа се застанува, брат. Апсолутно. Исто беше и за Кање, брат. Брат, као буквално јас са вајле кога ја пуштив трагата имаше само 4 сати пројдено. Дали 2, дали 3, дали 4, не е ни битно. Веќе имаше 5 милиони вјуз, брат, ја кога ја отворив спотот да го гледаме. Разбираш, до тој степен е као премногу луѓе имаат очекувања, многу као дури ако не си рап фан, го знаеш Кендрик до тој степен е, брат. И почитуване. Не. Огромно почитување, Огромно, дури да. од луѓе кои што не слушаат примерно хип-хоп, го сметаат за вако, као човекот има Пулицер праиз добиено и све тоа. Тоа е многу добро. Албумот нека искочи и ќе видиме. Знам дека ќе е нешто многу квалитетно, не си ни сомневам во тоа, ама кој што кажав, поише ова ми е на пример ко порака, него ли било што друго. И заради тоа го почитам, поише ко порака, инаку ко песна е добра, ми се свиѓа, ама и исто. Не е тоа нешто што би го слушало на daily basis, поише ми е само за пораката, 2-3 пати колку да ти влезе тоа, и ако може да ти направи некаква промена. Чисто само да направи некаква искра кај тебе за да потекне некаква подруга перспектива за размислување. Добро. Тоа ми е целото, само што ја не можам да знам што ќе размислуваме, разбираш, за која перспектива, брат. Кој е од кај нас увен, кој утав талеџ умрел пред бутик, ме разбираш, кога не се дешава тоа. Многу е далечно, брат. Многу е далечно. Не допирлива е за нас.
Заради тоа ти велам, го сваќам ко порака, ама не е за мене. Не е наменета за мене. Ја го поштувам крафтот, ја го поштувам Се разбира. хасалот, ја поштувам идејата, ја поштувам креативноста и уметноста у седо тоа, брат. Па дури и пораката, само што не е наменета за мене. Кај мене ништо не може да направи, ја не можам ништо да сменам. Едно, не дека као, брат, цела Македонија 2 милиони народа. Кај нас има други проблеми, брат. Тоа е. Кај нас има многу други проблеми што Апсолутно. не се споредуваат со расизмот во Америка, а брат, македонските проблеми се многу по обични, како да кажам, брат, у Америка ги нема овие проблеми што ги има тука, брат. Или да ги има, не се толку На ниво на застапени, цела не им се- држава или- и не им се нивни, не им се толку најбитни, ме разбираш, криминал има насекаде, ама брат, они се црнци од Комптон, они имаат други ствари да се грижат, ме разбираш, као секој ден си таргет, брат, било кој може да те убие, брат, дури и меѓу себе се убиваат, полиција едно друго, така да нивните проблеми се нивни и ние не можеме да се испостоветуваме со нив, брат. Исто така и они со нашите, бидејќи Точно. е многу друга ситуација, брат. Затоа ти велам, поише го сваќам ко порака за нив, ама ја гледам, ја сослушувам, ја рационализирам и ја у глава, ама сваќам ја дека немам ништо со тоа. Дека не е тоа мој дел, не е тоа моја култура. Не можам таму ништо. Ќе видиме. Ќе видиме, го чекам албумот у петок и ќе збориме следен вторник, што? Да. Мислам дека се поминавме. Ја, за денес мислам дека трета епизода е со ред како збориме цело време за нови ствари. Да. Има уште една сигурно со Уште Кендрик. една нормално со Кендрик ќе направиме секако за тоа. И после back to the regular stuff нормално. Да. После се спремаме за лето, фестивалска сезона, многу настани. Апсолутно. Stay tuned. Пишете ни како ви се свија, пишете ни што мислите за, за новата песна на Кендрик, албумот на Джек Харлоу, дуета на Дискорд, пишете ни коментар на YouTube и се слушаме пак наредна среда, а на Дискорд се читаме и се слушаме секој ден цело време. Нормално. Поздрав! Чао.